Редовен термин за вестите на Канал 8. Кочанските пожарникари во наредниот период ќе бидат ангажирани за интервенции на територијата и на соседните општини Зрновци и Чешиново Облешево. Трите локални самоуправи треба да потпишат договор за ваквиот ангажман, со што соодветно ќе се распредели покривањето на трошоците за интервенциите. Територијалната противпожарна единица од Кочани и Воиднина ќе биде ангажирана за гаснење пожари и други интервенции на подрачјето на соседните општини Зрновци и Чешиново Облешево. Ваквата обврска произлегува од договорот за меѓуопштинска соработка, што ќе го склучат градоначалниците на трите локални самоуправи, а со кој се здружуваат финансиските и материјални средства за да се подобри нивото на противпожарна заштита. Интервенциите во двете општини кочанските пожарникари ги реализираа и досега, но со склучувањето на договорот се запазуваат одредбите од Законот за пожарникарство, но и се одредуваат меѓусебните обврски за покривање на трошоците за ангажманот. Бидејќи двете соседни општини кои произлегуваат од поранешната општина Кочани се со население под минималниот праг од 10.000 жители, немаат финансиски и други можности да формираат своји противпожарни единици, па нашите пожарникари ја преземаат обврската за давање на потребните услуги. Во моментот во територијалната противпожарна единица во Кочани се вработени 17 пожарникари, што е само половина од потребниот број во однос на вкупната територија што тие ќе ја покриваат во иднина. На располагање им стојат 6 возила за интервенции со просечна старост од 30 години, а само половина од нив се користат за директно гаснење на пожари. Според Законот за пожарникарство, на секои 1500 жители неопходно е да има ангажирано еден пожарникар, така што за успешно реализирање на поставените задачи неопходно е бројот на вработени да се зголеми за уште најмалку 10 пожарникари. Во просек, територијалната противпожарна единица од Кочани годишно има над 200 интервенции за гаснење пожари или спасување повредени во сообраќајни несреќи. Од нив, близу 1/5 се на територијата на општините Зрновци и Чешиново Облешево. Општина Кочани го потпиша договорот со Бирото за регионален развој, со што обезбедува половина од парите потребни за изградба на локалниот пат од местноста Крушка до селото Полаки. Остатокот од средствата веќе се обезбедени од општинскиот буџет. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев го потпиша договорот со Бирото за регионален развој за добивање 2 милиони денари за реализација на проектот за изградба на локалниот пат од местноста Крушка кон селото Полаки. Тоа е еден од 98-те нови проекти за развој на планските региони на селата и на подрачјата со специфични развојни потреби што се финансираат со средства од буџетот на Република Македонија. Според Илиев, како во централното градско подрачје, така и во селата и во руралниот дел се настојува да се работи на патната инфраструктура. Преку Бирото за регионален развој се обезбедени близу половина од парите, а со уште 3 милиони денари од општинскиот буџет ќе се реализира изградбата и асфалтирањето на делницата од Крушка кон училиштето во Полаки во должина од околу 800 метри. За реализација на градежните работи наскоро ќе биде распишан и оглас за јавна набавка со кој ќе биде избрана фирмата со која ќе се склучи договор за изведба. Во врска со одржувањето на патиштата во руралниот дел од општината, градоначалникот Илиев истакнува дека се работи на прочистување на сите делници кои што поради поројните дождови повторно се најдува во незавидна состојба. Едно лице е потешко повредено во сообраќајна несреќа што се случила на патот Виница-Берово. Автомобилот што го управувал повредениот излетал од патот и паднал од мост. Тешка сообраќајна несреќа се случила во понеделникот попладне на регионалниот пат Р1304 на правецот Берово-Виница. При тоа со потешки повреди се здобило едно лице. Од секторот за внатрешни работи го потврдија настанот, при што информираа оти повредениот бил префрлен во болница, а се испитуваат околностите под кои дошло до сообраќајката. Од официјалната информација од полицијата се дознава дека во понеделникот околу 17 часот и 10 минути на регионалниот пат Виница-Берово, токму на мостот на Ленишка река, патничко моторно возило Dacia Duster со скопски регистерски таблички што го управувал 26 годишниот НБ од Виница, преминало на спротивната сообраќајна лента. Од брзината на движењето автомобилот се свртел странично и со десната страна удрил во металната ограда од мостот, пошто завршил во речното корито.
Возачот НБ со возило на итна медицинска помош бил пренесен до болницата во Кочани, од каде поради сериозноста на повредите е препратен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Увид на местото на настанот бил извршен од страна на увидна екипа од полициската станица од Берово, поради што сообраќајот бил во прекин околу 1 час. Од полицијата велат дека се работи на целосно расчистување на околностите, поради кои дошло до сообраќајната несреќа. 20-годишна девојка од Кочани пријавила во полиција дека била сексуално вознемирувана и уценувана од двојно повозрасен маж. Полициските служби ја потврдија пријавата со известување дека се работи на расчистување на случајот. Пријава за сексуално вознемирување и уценување била поднесена до Кочанската полиција во понеделникот попладне. Според извештајот од секторот за внатрешни работи, 20-годишна девојка од Кочани самата дошла во полициската станица и поднела пријава против 46-годишен маж, при што навела дека тој ја уценувал и ја принудувал на сексуални односи. Девојката во исказот потврдила дека во периодот од ноември минатата година, па се до моментот на пријавување на случајот, таа во неколку наврати била уценувана од страна на 46-годишниот МЛ од Кочани, при што тој се заканувал дека јавно ќе објави фотографии со компрометирачка содржина. За да ја искористи ваквата ситуација, мажот ја принудувал на сексуални односи. Поради постојаниот притисок, 20-годишната девојка одлучила случајот да го пријави во полиција, пошто во понеделникот околу 20 часот и 30 минути отишла во полициската станица во Кочани и ја поднела пријавата. Од полицијата велат дека постапуваат по поднесената пријава и преземаат мерки за расчистување на случајот. Проблемот со девијантните појави во ромската етничка заедница беше тема на работната средба на граѓанската советодавна група од Кочани. На состанокот се разговараше за главните причини со кои се соочува оваа заедница и можностите за изнаоѓање решенија за нив. Анализата на статистичките податоци во изминатиот период покажува од и понатаму актуелни се девијантните појави во ромската етничка заедница во Кочани, особено меѓу малолетниците. Ова беше повод граѓанската советодавна група да одржи работна средба, на која единствена точка на дневниот ред беа токму проблемите што најчесто се забележуваат, како и причините што придонесуваат за овие појави. На средбата покрај членовите на граѓанската советодавна група имаше представници од полициската станица од Кочани, како и од невладините ромски издруженија и од ромската етничка заедница. Главната цел за дискусија на денешната средба беше да поразговараме за безбедносната состојба на подрачјето, претежно на подрачјето каде што живее ромската популација и да ја подобриме воопшто меѓусебната соработка помеѓу полицијата и ромската популација. Беше дискутирано за повеќе теми, за повеќе настани кои што во последниот период се имат случајно на тоа подрачје, за унапредување на нашата соработка и како производ од средбата произлезе и заклучок да одржиме наредна средба и состанок, па мислам дека рековме во вторник во полициска станица Кочани со одредени представници од овие структури со кои што ќе преземеме понатамошни чекори. На состанокот што се одржа во салата на Советот на општината беше речено дека меѓу најкарактеристичните девијантни појави во ромската етничка заедница е користењето и трговијата со наркотични дроги, како и високиот процент на кражби. Загрижувачки е што во најголем број случаи станува збор за деца и повозрастни малолетници кои се вклучени во криминални дејствија, а зашто ќе мора заеднички да се работи подолг период за да се влијае на отстранување на причините што довеле до тоа. Во оваа насока е и новата средба на граѓанската советодавна група со вработените во полицијата, што ќе се одржи идната недела. Етно разговори за празнувањето на Петровден се одржаа во етно куќата во Кочани. Традиционалната култура и фолклорот беа само дел од темите што ги презентираше професор доктор Зоран Чомалинов. Етно разговори за Петровден со професор доктор Зоран Чомалинов се одржаа во етно куќата во Кочани во рамки на манифестацијата Петровденски конаци. На разговорите беше презентирана традиционалната култура на кочанското поднебје од аспект на етнолошките истражувања спроведени од професор Малинов. Публиката се запозна со обичаите кои се карактеристични за Кочани, особено околу празникот на градот Петровден.
Денешнијата тема на разговор ќе биде за традиционалната култура во Кочанско од аспект на етнолошките истражувања. Моето тридецениско скоро истражување не само во Кочани, во многу дел од Источна Македонија, и се надам дека денес кочанската публика со задоволство ќе го проследи мојот настап, моето излагање на оваа тема, и се надам дека ќе се вклучи во разговорот на мощно интересните теми, бидејќи ќе стане збор за многу обичаи овде од овој крај, за фолклорот и нормално се што е во допир со традиционалната култура во овој крај. Малинов додаде дека се изработува елаборат за заштита на нематеријалното културно наследство на тема обредниот фолклор при зажнејување и вршидбата на оризовата култура во Кочанско. Инаку манифестацијата Петровденски конаци завршува в среда со Духовна академија на црковниот хор и етногрупата Портал. Со концерт на македонскиот брас квартет во Виница започна 5-дневната манифестација за одбележување на Павловден. Познати дела од Кларк, Верди и Моцарт беа само дел од репертоарот со кој се представи музичкиот состав. Со концертот на македонскиот брас квартет во Виница, во понеделникот вечерта стартуваше 5-дневниот репертоар по повод празникот Павловден. Богата програма од познати класични дела на Кларк, Джузепе Верди, Моцарт и други композитори беа само дел од репертоарот што квартетот го понуди пред виничани. Стојанче Косовски и Александар Златески на труба, Горан Јанев на хорна и Владимир Дробицки на тромбон заеднички работат од 2013 година и досега имаат настапувано на повеќе манифестации низ Македонија. На виничани понудивме повеќе стилови на музика од претежно класична музика, за вакваше од барокот, класицизмот, увертира од операта на Буко до Скот Джоплин. Брас квартетот продолжува со своји настапи во други градови низ Македонија, а задоволни се и со посетеноста и интересот на публиката за овој вид музички дела. Концертот во Виница беше во организација на Домот на културата Тошо Арсов, а подржан е од Министерството за култура и општина Виница. Продолжуваат хуманитарните активности за помош на Андреј Стојанов од Кочани. В четврток ќе бидат изложени хуманитарни штандови за продажба на рачно изработени украси. Хуманитарни штандови за помош на 25-годишниот Андреј Стојанов, кој боледува од церебрална парализа, ќе бидат поставени в четврток во градскиот трговски центар и паркот на револуцијата во Кочани, во периодот од 9 до 17 часот. На нив ќе се продаваат рачни изработки од различни материјали што ги изработила неговата мајка. 22.000 евра се потребни на Андреј за да му се овозможи третман со матични клетки на клиника во Русија, каде лекарите гарантираат успешност и подобрување на квалитетот на животот на младиот кочанчанец. Семејството Стојанови ги повикува сите хумани граѓани кои се во можност да помогнат во собирањето на финансиски средства за медицинскиот третман, посетувајќи ги хуманитарните штандови и купувајќи од рачните изработки на неговата мајка. Граѓаните можат да донираат на донаторската сметка во Тутунска банка, како и на телефонските броеви испишани на екранот. Во наредните минути следува информацијата од спортот. На спортските терени кај гимназијата и на улицата Скопска завршија надпреварите што се играа по групи во рамки на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Најдобро пласираните екипи ги продолжуваат своите настапи во осмина финалето. По одигрувањето на надпреварите од последното петто коло заврши разигрувањето по групи на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Најдобрите тимови остануваат во игра со настапите во осмина финалето. Во понеделникот вечерта на спортското игралиште кај гимназијата во последното коло беа постигнати следните резултати. Унипап Екстра Фунги 6:1, Грга Транс Фабијан 2:4, Кофи Хаус Клариса Балкан 2:1. Средбата Такси Джокер Паблик Бет Делукс заврши со службен резултат од 3:0 за домашната екипа. Завршното коло по групи се играше и на спортскиот терен кај градинката на улицата Скопска и беа постигнати следните резултати. Деликатес Спортисти 3:2, Ледер Балкан Лукс 0:2, Мега Спорт Шери Казино 1:4.
Средбите Амфенол Олимпик Даниво и Филип Интернационал Меджик се регистрирани со службени резултати во корист на гостинските екипи. Во првите осминафинални средби се среќаваат Деликатес Екстра Фунги, Унипап Спортисти, Шери Казино Гргатранс и Мегаспорт со Фабијан. Останатите осминафинални парови ќе играат в среда 11 јули, откако ќе се знаат конечните резултати од двата заостанати надпревара. Тоа беа содржините за ова издание на вестите на Канал 8. Благодарам за вниманието. Пријатно.